Благодарам. Значи, денеска остваривме заедничка средба со директорот на секретаријатот на енергетската заедница, господинот Јанес Копач, наш драг пријател, на која што разговаравме за случувањата во електроенергетскиот сектор и во секторот за природен газ во нашата држава и накратко го информиравме за последните случувања и на пазарот на електрична енергија, како и за мерките кои што се превземени од страна на останатите државни органи и понатака сега му оставам простор на господинот Копач. Аха, добар ден, хвала Марко. Јас се извинјавам, све разумем, али ću на српском. Енергетска криза е сад ухватила не само Македонiju, него шире и Европу и практично цел свет. Почело е све у Кини и sa nestašicom uglja zbog političkih sukoba sa Australijom. Proširilo se na gas. Tu su cene kupona za ugljen dioksid koje su veoma porasle u Europi, pa je zbog toga cena struje porasla. I to sad struja, gas je postao globalno blago. Nije više kao nekad kad su cene bile lokalne i to se sve isprepletalo u krizu koja je obuhvatila praktično ceo svet. Како што знаете, кризата на електричната енергија не е само во Македонија, туку е и во цела Европа и цел свет. Низиниот почеток беше во Кина, потоа се прошири и во другите земји на светот, во Австралија. Почна со проблемите со гасот, имаше зголемување на цените и како резултат се покачија и цените на електрична енергија. Не е како порано кога цените се одредуваа на локално ниво и како резултат на себе ова имаме криза, енергетска криза. U takvoj krizi nekako najlakše prežive oni koji imaju svoju domaću proizvodnju struje. Jer još uvek mogu to amortizovati na neki način. Severna Makedonija, nažalost, nema dovoljno svoje proizvodnje. Nema ugljena u Oslomeju, nema ugljena u Bitoli, odnosno malo. I zbog toga je puno zavisi od uvoza. I to se naravno reflektira na ceni, želeli ili ne. Во таков вид на криза најлесно да се помогне да се преживее на оваа криза е со домашно производство на електрична енергија. Тоа на некој начин го амортизира ударот, но во Северна Македонија нема доволно производство на електрична енергија, нема доволно производство во рек Битола, тоа не може да го возможи рек Битола и се зависи од увоз. И to se ne može rešiti preko noći i neće se rešiti za neko kratko vreme. Tu su potrebne velike investicije u nove elektrane, na vjetar, na sunce, u baterije, hidroelektrana Čebren i tako dalje. I samo to će pomoći da ćete ponovo biti zavisni od svojih vlastitih izvora. Но нема одредено решение, не може да најдеме решение преку ноќ. Треба повеќе да има инвестиции во обновливи извори на енергија преку електраната Чебрен и тоа ќе може да помогне во совладувањето на енергетската криза. I vjetar i sunce i tako, ne samo Čebren. I sve to imat će odraz na ceni električne energije, želeli ili ne. I doći će do poskupljenja, jer sad se to jako skupo uvozi i kod tog poskupljenja najvažnije je da se definiraju ranljivi potrošači
i da se njima pruža pomoć iz javnih sredstava, da to mogu normalno platiti, a naravno ne treba niska cena za sve. I one koji mogu sebi priuštiti tržišnu cenu. Се разбира дека сето ова ќе се одрази на поскапување на цената на електрична енергија, ќе дојде до поскапување бидејќи увозот е многу скап, но треба да се дефинираат ранливите категории и треба да им се овозможи помош за тие да можат да си ги платат сметките, но тоа не значи дека се треба да биде поевтино. Само за илустрацiju, proizvodna cena struje u termoelektrani Bitola je oko 55 eura na megavat sat. A termoelektrana Bitola, odnosno Elektro Severna Makedonija, prodaje to za domaćinstva po 36 eura na megavat sat. Naravno, tu je veliki deficit. Taj deficit, dok se pokrivao nekim profitom od prodaje preduzećima još u Makedoniji, još se mogao pokriti. A sad kad to treba sve uvoziti, po cenama koje su možda 100-150 eura na megavat sat, to je nemoguće. Само како илустрација, производството на електрична енергија во РЕК Битола е 55 евра за мегават час. Приближно, а во РЕК Битола произведува тоа го продава за 36 евра мегават час. За домаќинства. За домаќинствата, а тоа резултира со дефицит. И додека тоа да се покрива е многу тешко, бидејќи треба со увоз, а за увоз треба да се наплати околу 150 евра за мегават час. U ovoj krizi. Pre godinu dana to je bilo jeftino, možda jeftinije nego u REK Bitola, a sad je 3 put skuplje. Пред една година тоа беше многу поевтино, но сега веќе се е поскапо. Tako da je kriza za sve. Ja ne zavidim regulatoru koji mora da odlučuje o tim stvarima, ali treba razumjeti realnost. Ова е криза за сите, не му завидувам на председателот, на регулаторот, бидејќи ова е тешко за сите, ова е криза за сите. Inače, Sjeverna Makedonija kao država članica energetske zajednice je veoma napredna u svojim tržišnim reformama. Dobro, čekamo sad promjene tog energetskog zakona već 2 godine za neke dodatne stvari koje su potrebne u skladu sa europskim akijem, ali inače ako to usporedimo sa ostalim zemljama, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija su na području električne energije najnaprednije u svojim reformama. Северна Македонија напредува во реформи во пазарот на во енергетскиот пазар. Чекаме уште реформи во законот, но ако ги споредиме со другите земји, Северна Македонија, Црна Гора и Србија се далеку понапредни во оваа област. А можда ćete još nešto pitati? Прашање колеги. Да сме напредни во реформите, меѓутоа самите дали Македонија самата се доведе во оваа ситуација да биде премногу зависна од увоз, можеше ли да се направи нешто повеќе изминативе години за да не стигнеме до тука? Задоцнивме ли со инвестиции, со собствени капацитети? Дали Македонија сама довела во ова стање, дали сме могли производити Pa, to, stanje sa investicijama tokom godine? Da kažem, da, moglo bi biti mnogo bolje, ali moralo bi se investirati posljednjih 10 godina. A nije se. Praktično nije bilo, osim ove jedne investicije u fotovoltaiku
i sad tendera u Oslomeju nije bilo nekih novih investicija. I ova predviđena za gas u Bitoli, sad se planira, interkonekcije sa Grčkom nema. Mislim, svaka stvar ima svoje obrazloženje. Sa Grčkom trebao je pre toga dogovor, za, šta je znam, Oslomej, tender 2 puta po 50 megavata, to je bilo recimo na vreme. Cena tehnologije je sad pala, pre 3-4 godine još je bila visoka, iako su sad one elektrane na fotovoltaiku koje imaju feed-in tarifu su jeftinije od trenutne tržišne cene, iako smo svi mislili da je to skupo i preskupo. Tako da je dosta nepredvidljiva situacija, ali sad se ne može reći taj i taj je kriv. Ali nije bilo dovoljno investicija za dugo vreme, jer posljedne velike investicije su bile još u Jugoslaviji. I to nije slučaj samo u Makedoniji, to je slučaj i u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Svugde se izgubilo možda 20 godina za neki investicijski ciklus. Gospodine Kopač, u slučaju, вие да сте во Македонија, да сте на чело на регулаторна или на ЕСА, каква е стратегијата што вие би ја предложили? Што би било прво што би предложили да се направи, како да се тргне, за да не се случи повторно? Pa, sad tu baš dugoročno ili baš danas? Долгорочно сега. Aha. Pa, Што би предложиле како да биде стратегијата за енергетскиот сектор во следните 10 години во Македонија? ja bih otišao velikom brzinom u velike investicije u obnovljive izvore. Tu je privatni kapital, ne treba ih terat jer su cene dobre na tržištu, ne treba im dati subvencije, samo treba da MEPSO što brže priklapa to, odnosno da omogući priključenje i to će dati nove kapacitete. Obnovljivi izvori energije su problematični jer ih treba balansirati. Zbog toga trebate čebren. Dobro, čebren ide dalje, treba i baterije. To je sad dosta pojeftinilo. I pre svega treba još više otvoriti granice i te granice su, mislim, treba još par detajla u tim reformama. A pre svega, Severna Makedonija treba energetsku efikasnost. Vi potrošite previše, jer ima postojeća proizvodna, ali troši se previše. Zgrade su energetski neefikasne, cena je niska za struju, pa se onda troši bez veze za grijanje, to je šteta. Bolje bi bilo da se za grijanje potroši samo preko ovih pumpi, a inače da imate daljinsko grijanje na biomasu, ako može, ili na gas. Znači, kombinacija investicija u obnovljive izvore energije i mjere energetske efikasnosti. To je jedino što će omogućiti neku dugoročnu normalnu situaciju. Значи има ли драстичен раст на цената за струјата за домакинствата и како може да се спречи и како државата да ги заштити домакинствата да немаат повисоки цени? Da, svaka država, mislim, tu situacija nije idealna ni u Evropi. Samo je 7 zemalja koje ima dobro definirane, od 27 ih je samo 7 koji imaju dobro definirane takozvane socially vulnerable customers, socijalno osjetljive potrošače. Subvencioniranje takvih potrošača uopće nije problem.
ne tretira se to kao neka državna pomoć ili nešto. Može se sakupiti pare od drugih potrošača struje, odnosno onih koji plaćaju, ili iz budžeta, kao socijalna pomoć. I to je potrebno, jer jednostavno postoji neka kategorija ljudi koji jednostavno ne mogu kupiti, odnosno platiti električne energije. A u socijalističkim zemljama, nije to samo Makedonija, svi su takvi. Sva bivša Jugoslavija, koja nije u EU, znači Slovenija i Hrvatska su to rešile, ali svi ostali drže cene nisko za sva domaćinstva, jer se to tretira kao neka socijalno dobro. Ali nije, to je tržišno dobro. I naftu, odnosno benzin, treba platiti kakva je tržišna cena, jer nemamo, a ljudi razmišljaju, proizvodi se struja u državi, proizvodi je državno preduzeće, mora da je da jeftino. To je problem, to je politički problem. Sećate se, u Bugarskoj je pre par godina je vlada Borisova podigla cenu struje za, ne znam, 14 ili 16%, ništa posebno. Morala da ostavku. I političari se svi plaše toga, ali jednom treba to napraviti, jer jednostavno je zbog niske cene električne energije previše se troši, plus nema para za investicije u sektor. Jednom će doći, sad je Makedonija prva na redu, ima problem sa takozvanim security of supply, jer jednostavno nema dovoljno struje. A svi će, prije ili sad se još može uvoziti struje iz Srbije, iz Crne Gore i tako dalje, ali svi će jednom imati taj problem, jer niko ne ulaže dovoljno. I tad će ceo Balkan imati deficit struje. Onda, sad je samo u Makedoniji u ovom momentu, a to će biti onda veliki problem za sve. Dobro, to se sad desilo, to je nešto veoma normalno, to je tehnička, da kažem, to je tehnički posao. Ako je deficit, onda se povuče i to treba platiti. Dobro, nije niska cena. To rade svi. Samo se sad desilo u velikom obimu u Makedoniji. I naravno, to je skupo i sad nadam se da će biti potrošnja što manja u sljedećih par meseci. Ova situacija će se poboljšati. Cena gasa će past tamo negde u aprilu, maju. Neće biti više takve krize. Ali do tada ove visoke cene struje će ostati. Jer je to, ponovo kažem, to ne zavisi od situacije u Makedoniji. To je stvarno evropska, odnosno svjetska situacija. Naravno, mislim, temperatura niža u prostorijama, gasiti svetla i tako dalje. Mislim, dobro, tih mjera, malih mjera ima mnogo, ali su uvek dobre i za građan. Mislim da se pokaže i građanima. Ali, ne znam, možda se to već dešava, pojma nemam, izvinjavam se. Trebate li takve restrikcije da povede vlada? U toj kontekstu? Ne. Treba da dade prepорaka владата да штедат, да буди кампања за штедење, па да покаже како да се штеди? Kampanje su uvek dobre za štedenje. Sad, restrikcije su stvarno samo u najvećoj krizi. Restrikcija je nešto što je šok za normalni život. A kampanje i dobro ponašanje su uvek dobrodošle.
Во однос на што? Значи, и во моментов има повеќе јавни кампањи кои што ги вршат компании, кои што вршат енергетска дејност, се обврзани согласно Законот за енергетска ефикасност да вршат јавни кампањи за штедење, така да инаку апсолутно секогаш го препорачувам штедењето на секаде каде што може, не само во јавните институции, туку и во домаќинствата, и во компаниите, и особено да се инвестира во енергетско ефикасна опрема на секаде каде што може. Значи, прво треба да се распишат два тендера од страна, односно три. Еден тендер за набавка на загуби треба да распише МЕПСО, вториот треба да го распише електродистрибуција за набавка на загуби и Ева на Хоум треба да распише тендер за набавка на електрична енергија за потреба на мали потрошувачи и домаќинства. За овој тендер кај Ева на Хоум одреден процент, најмалку 60% треба да обезбеди ЕСМ, а ќе видиме значи колку ќе обезбеди ЕСМ, по која цена и исто така доколку има потреба од увоз на електрична енергија за Ева на Хоум. Нека се завршат овие тендери и ние веднаш ќе информираме јавноста какви ќе бидат очекувањата врз основа на реалните трошоци кои што ги имаат компаниите и кои што кажа господинот Копач воопшто не зависат од случувањата во Македонија. Дали може да се заклучи дека и намерно се држи ниска цената за да нема револт гласачкото тело со оглед на тоа дека има избори секоја година? Значи, регулаторната комисија за енергетика од 2019 година повеќе не определува цената на ЕСМ, туку тоа сам си ја прави ЕСМ и ако следите, од тогаш има одреден тренд на одредено намалување на цената на ЕСМ, споредено со тоа што било во 2017 година. Така да, за тоа ние што регулираме, за пренос и за дистрибуција на електрична енергија, ние инсистираме на ефикасно работење на компаниите и да се води сметка на оптимизирање на трошоците и како што знаете, со оваа последна одлука за цената на пренос на електрична енергија, за прв пат не признавме поголем број на вработени и го замрзнавме бројот на вработени, бидејќи сметаме дека веќе има голема превработеност во овој сектор и со тоа одржуваме ценовна стабилност. Значи, ние со нашите методологии ги потакнуваме компаниите да се ги оптимизираат своите трошоци и да одржат со исто ниво на квалитет. Окей. Благодарам многу на интересот на времето. Благодарам. Говорихме на се што ви интересираше. Хвала ви многу. Благодарам. Хвала, благодарам. Благодариме, пријатно. Како е сега?